дечки, јас сум Кика Авира и додека да отидам на вистинскиот брод, ќе се задоволам со ова овдека. Дојдов повторно да си направам муабет со Борко, да ме инспирира малку и исто така да ве инспирира и вас, можеби да појдете и вие на брод. Здраво на сите, мојот име е Борко Наумовски. Можеби некои од вас ме знаат како светскиот патник, а кој е светскиот патник? Дечкото кој што истражува и шета околу целиот свет. Имам видеа од секаде, од карнавалите во Рио, од прекрасните плажи на Бора Бора, различни авантури во Азија. И сите тие работи ги имам снимено работејки на брод. Јас на сите луѓе, посебно на младите, им препорачувам работа на брод. Некои ме прашуваат зошто на брод бидејќи е толку тешко. Ја би одговорил, лесните одлуки во животот не носат кон тешка судбина. Значи ние секогаш можеме да го одбереме полесниот пат. Можеме да работиме нешто во Македонија или можеме да одиме, јас имам многу пријатели кои што работат на Малта. Но таа лесна одлука да се отиде на Малта носи понатака тежок живот. Зошто го кажувам тоа? Бидејќи луѓе кои што работат 5 години на Малта успеваат да заштедат некои 5, 10, 15 илјади евра, што се доволни само за една кола. Додека просечно истражувањата покажуваат луѓето кои што работат на брод 5 години може да заштедат 50-60 илјади долари, што е значително поголема сума и ја што викам вистинска печалба. Но не се само финансиите. Дополнителна причина да се работи на брод е тоа што е неверојатно стимулирачка средина. Значи правиме мовет за средина каде што имате 100 различни нации, каде што секоја втора недела сте на различна локација, истражувате различна земја, се запознавате со различни култури и се развивате себе си како личност. Луѓето кои што работат на брод после тоа кога ќе се вратат во Македонија се поинакви личности, подобрени личности. Некои луѓе ме прашуваат што е најтешкото кога ќе се вратиш од брод. Најтешкото е најверојатно зимно време, бидејќи може да видите како сум облечен, гледаме во позадина брод кој што не се движи, а сите мои пријатели, колеги кои што беа на бродовите се на бродови кои што се движат на неверојатни топли и убави места. И кога си седам дома на Facebook и кога ги гледам сликите од како се они, не знам, на Аруба или Тахити или Бора Бора, Австралија, тие се некои од потешките моменти од тоа кога не сме на брод. На крај би сакал да упатам порака до сите млади луѓе, без разлика дали се студенти или средношколци, да се охрабрите и да аплицирате за работа на брод. Единствено што ви е потребно е насмевка и малку познавање на англиски јазик.